Добар ден и од мене. Почитуван премиере Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, прв заменик на владата Артан Груби, постојана представничке почитувана на UNDP Нарин, почитувани медиуми, почитувани присутни. Денеска се чувствувам стварно среќно и радосно што имаме за прв пат на својот мајчин јазик говорна синтеза на македонски. Затоа би сакал од мое лично име и од името на сите членови на Националниот сојуз на Република Северна Македонија да изразам највисока благодарност до премиерот и најголемиот иницијатор Министерката за труд и социјална политика за овој проект, поддржана од UNDP. Исто така би сакал да изразам благодарност и до наши членови кои што зедоа учество и го подобрија квалитетот на оваа прекрасна квалитетна говорна синтеза. Огромно е значењето и непроценлива е вредноста на оваа дигитална аудио алатка која денеска ни е достапна, бесплатна и достапноста до мобилните телефони и до компјутерите е целосно до нас и да ги користиме сите можности што ги дават и што ги користат сите останати лица со вид. Ова аудио алатка представува големо значење, бидејќи сега ние без ничија зависност можеме самостално да работиме со мобилните компјутерите, да пишуваме, да читаме, да праќаме пораки, мејли, да читаме текстови, подолги текстови, аудио, електронски книги, и се подобрува квалитетот и во движењето за извршување на сите работни задачи при работа, за процесот во образованието исто така е огромно значењето во основното, средното, како и за студирањето, да се читаат, да се наоѓаат материјали, се со цел да се подобри и да имаат високи резултати нашите членови. Ова помагало до сега не ни беше пристапно. Прво се користевме со други помагала од Бугарија, од Србија, од Хрватска, кои како знаевме се наоѓавме нешто со пари, нешто без пари, меѓутоа сега е бесплатна оваа наша програма која што можеме да симнеме, да земеме и многу не зафаќа простор, многу е брза, јасна, чиста и верувам дека и понатака ќе се надградува, ќе се подобрува и многу ќе ни е од голема корист и горд сум што секаде на моите колеги, односно нашите судбеници, сите ние со гордост ќе кажуваме дека и сега и ние имаме говорна програма, а не да бараме и да молиме од другите земји. Затоа би сакал уште еднаш да изразам голема благодарност до премиерот, до министерката, до UNDP и верувам дека соработката и понатака ќе продолжи со владата и со министерството за подобрување на правата и бенефициите на нашите членови, се со цел да се зголеми квалитетот и олесни секојдневниот живот. Благодарам.